Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Аерозагадувањето во Скопје урива рекорди. Главниот град меѓу најзагадените на светско ниво. Тешко, потешко, налично ние во години. Секогаш носам маска. Порано носев маска, сега веќе се предадов. Невладини најавуваат протести пред цементарница Усие. Од компанијата ги отфрлаат обвинувањата. Ахметиот Конгрес бара Бадентер и за влада и во Уставен суд. Ова ќе овозможи владата да ужива двоен легитимитет и реално да ги представува сите заедници. Смета дека е потребен нов национален договор и ветинг за сите функционери. Синдикалната кошница поскапе за 319 денари. На 4-члено семејство му се потребни над 1000 евра за да го помине декември. Е поскапено, не е нешто поевтино. Повеќе се качени цените, него ти платите. Руското влијание и корупцијата за САД се главни пречки за евроинтеграцијата на регионот. Во Законот за национална одбрана се нагласува да нема прецртување на границите. Аерозагадувањето во Скопје и денеска урива рекорди. Иако на сила веќе се мерки и препораки од надлежните, дел од граѓаните велат дека се песимисти дека нешто ќе се промени. Лекарите од болницата за белодробни заболувања Козле предупредуваат. Загадувањето најмногу ги засега децата кои се најкревки. За ова Сања Трајковска-Ставров. Во Скопје не се диша. Загадениот воздух урива рекорди, а белиот облак од смог што ја прави метрополата речиси невидлива е полн со ситни канцерогени честички, поради што квалитетот на воздухот е оценет како нездрав за вдишување. Додека деновиве Скопје е помеѓу првите на листата на најзагадени градови во Европа и во светот, граѓаните се попесимисти дека нешто со загадувањето во главниот град во иднина ќе се промени. Некои кои не одминуваа на шега ни посочија дека почнале да дишат на шкрги и дека спасот го бараат на планина. Што да ви кажам, тераме се, нема излез на планина, нагоре се изгрее сонце, имаме викендички по села, треба да ги посетуваме. Тешко, потешко, налично ние во години кои се повеќе, уште потешко го сеќам. Секогаш носам маска, затоа што имам алергија. Од хоп патам. Не функционирам, порано носев маска, сега веќе се предадов. Други пак за Канал 5 велат дека надлежните треба да обезбедат услови и подобар јавен превоз за да ги оставиме автомобилите дома. Трети сметаат дека и да имаме услови мора да тргнеме самите од себе и да ја промениме свеста. Спас има ли? Па сега, ако се ангажираат повеќе малку, ќе има нешто. А што треба да направат? Па, нешто со околината. Граѓаните секогаш исто мислат, ама џабе се што и да кажеме, џабе се. Треба човек да е самосвесен за своите постапки. Ако вдека се дојдени сите со автомобили, не може сите да дојдат со автомобили. Ако сака секој да отиде до пазаров, точно до тезгата со автомобил. Најзасигнати од загадениот воздух се најмалите кои се најкревки, додека грипот и респираторните инфекции ги полнат амбулантите, каде во просек секој ден се прегледуваат по околу 120 дечиња. Загадувањето одмогнува во процесот на лекување, велат од Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле. Што треба да прават родителите? Родителите треба да го следат нивото односно квалитетот на воздухот, присуството на PM10 частичките и PM2,5 частичките, кои што се страшно штетни за респираторниот тракт и за општата состојба на децата, да внимаваат кога ги изнесуваат надвор, да ги проветруваат просториите, особено во утринските часови и во вечерните, и секако кај поголемите деца препорачано е носење на заштитни маски. Откако 2 последователни дена прагот на загадувањето беше надминат, надлежните од Министерството за животна средина и градските власти дадоа мерки и препораки за загадувањето, а најавија и засилени инспекцијски надзори и забрана за движење на тешки товарни возила во утринските часови. Препораките се бремените жени и хронично болните да се ослободат од работа, да се редуцира времето на работните активности на отворено, а да се зголемат и контролите на градилиштата, но и инсталациите со А и Б интегрирани еколошки дозволи.
Град Скопје разгледува иницијативата поднесена од Зелен Хуман Град за дислокација на цементарницата Усје. Во меѓувреме се најавува протест идната недела, од кој ќе бидат испратени и барања до институциите за изнаоѓање решение за аерозагадувањето. Од компанијата пак тврдењата ги оценија како неосновани. Маја Стојановска. Град Скопје ја разгледува иницијативата за итна дислокација на цементарницата Усје, која вчера до градските власти ја достави Зелен Хуман Град. Со оглед дека целта на иницијативата е градоначалникот на град Скопје, ваквиот став да го проследи до владата и надлежните институции. Од новото раководство на градот велат дека најпрво треба да се разгледа нејзината правна издржаност и надлежностите на локалната самоуправа во конкретниот случај. Иницијативата која беше поднесена вчера од советник од Зелен Хуман Град ќе ја разгледаме од сите аспекти и од аспект на правна издржаност, но и како и дали локалната власт има надлежност за вакво нешто, пошто во најкраток можен рок ќе ја информираме јавноста за следните чекори. Во меѓувреме граѓанската иницијатива Стоп за Усје идната недела во четврток најавува и мирен протест, откаде како што најавуваат ќе бидат доставени барања до надлежните институции за трајно решавање на проблемот со загадувањето на воздухот. Протестот го поддржуваат и од Зелен Хуман Град, со апел нивната иницијатива да биде прифатена. Тоа како се важни овие движења и многу е важно да се прифати ова барање што го испративме до град Скопје за дислокација на цементара, бидејќи загрозено е нашето здравје. Луѓето што живеат во околината на цементара со години се бунат дека им е загрозено правото на чист воздух. Реагира и од Титан Усје, откаде тврдењата дека компанијата е поврзана со квалитетот на воздухот ги оценија како целосно неосновани. Оттаму посочуваат дека работат по 24-часовен независен мониторинг и дека податоците од мерењата кои не покажале надминување на законските лимити се јавно достапни. Тврдењето дека нашата компанија е поврзана со квалитетот на воздухот е целосно неосновано и паушално и се потпира на предпоставени вредности од софтверски апликации, кои не се заснуваат на верификувани методи за мерење од ваков тип и затоа не можат да се сметаат за релевантен извор, ниту во нашата земја, ниту во Европската Унија. За работењето на компанијата, екс-градоначалничката на Скопје Данела Арсовска пред 2 години поднесе и кривична пријава, по која од јавното обвинителство информираат дека водат 2 паралелни предмети. Еден за утврдување на поврзаноста меѓу PM10 частичките и емисиите од фабриката и втор за постапувањето на институциите за време на вонредни контроли минатата зима, кои биле извршени во повеќе индустрии. Иако повеќе институции доставиле извештаи, од обвинителството велат дека градските инспектори за животна средина, под надлежност на тогашната градоначалничка, не го известиле обвинителството за извршени контроли. Најавуваат дека по прибирањето на сите докази, за предметот ќе следува и јавно обвинителска одлука. Како резултат на ниската видливост предизвикана од густата магла што ја зафати Скопската котлина денеска, до 14 часот на македонскиот меѓународен аеродром Скопје има 5 откажани, 2 пренасочени и 6 летови со доцнење. Оттаму апелираат до сите патници дека временските услови се менуваат постојано и во однос на нивните летови да ги следат насоките кои им ги дава нивната авиокомпанија. Маглата што го зафати денеска Скопје го отежнува авиосообраќајот на Скопскиот аеродром, каде според податоците од официјалната веб страница има откажани и летови што се реализираат со задоцнување, додека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози со намалена видливост на одредени патни правци. Правда и одговорност за трагедијата во Пулс. Родителите на нов марш за ангелите во Кочани. Председателот на ДУИ Али Ахмети од 5-тиот конгрес на партијата побара нов национален договор, избор на влада со двојно мнозинство и бадентер во Уставниот суд. Дополнително, според него потребен е целосен ветинг со меѓународен надзор за сите носители на јавни функции во последните 34 години. За ова Афродита Рамос. Бадентерово мнозинство за избор на влада и во Уставниот суд. Нов национален договор предложи старо новиот лидер на ДУИ Али Ахмети на 5-тиот партиски конгрес.
Тој порача дека единството во државата потекнува од двојниот легитимитет и консензусот, а побара и ветинг и истраги за сите функционери во последните 34 години. Ахмети, кој беше единствен кандидат, беше потврден за председател на затворениот дел од Конгресот. Чврсто веруваме дека унитарниот карактер на Република Македонија се заеднува исклучиво тогаш кога сите граѓани се чувствуваат реално застапени и активно вклучени во процесите на носењето на одлуки. Унитарната држава може да биде функционална и стабилна само доколку се темели врз довербата и лојалноста на сите заедници што живеат во неа. Најавената кадровска реконструкција, според најавите, ќе ја врши ново избраниот Генерален совет на партијата, а 737 делегати од сите ограници на ДУИ гласа и за 4 стратешки резолуции, меѓу кои е заложба за зајакнување на унитарниот карактер на државата, како и стратешката определба за членство во Европската унија. Секој нов состав на владата да ја добие довербата во собранието, не само со мнозинство од вкупниот број на пратеници, туку и со мнозинството од пратениците кои ги представуваат немнозинските заедници. Ова ќе овозможи владата да ужива двоен легитимитет и реално да ги представува сите заедници. Законите усвоени со двојно мнозинство во собранието, основна Бадинтер, не смеат да бидат поништени од Уставниот суд без двојно мнозинство и во рамките на судскиот состав. Конгресот започна со промотивен спот за политичката улога на ДУИ и нивните истакнати членови од 2001 па досега, а партискиот лидер побара младите и диаспората повеќе да се вклучат во општествено-политичките процеси во земјава. Една од резолуциите која потекна од говорот на Ахмети беше и зајакнување на принципот на владење на правото. Тој побара и продлабочување на децентрализацијата на локалната самоуправа и нивна финансиска автономија. Доколку следната недела има парламентарни избори за ВМРО ДПМН, ќе гласаат 26% од граѓаните, а за СДСМ 8,9%. Покажуваат резултатите од анкетата на ИПИС, спроведена телефонски меѓу 15 и 18 декември на 1114 полнолетни испитаници на ниво на државава. На прашањето за која партија би гласале доколку следната недела има парламентарни избори, 26% од испитаниците одговориле за ВМРО ДПМН, 9,8% за СДСМ, 8,9% за ДУИ, 8,2% за Вреди, 5,9% за Левица, 3,9% за ЗНАМ, а 1,7% за друга партија. Според истражувањето на прашањето во кој политичар имате најголема доверба, кај 27,3% од испитаниците одговорот е Христијан Мицкоски. 9% имаат најголема доверба во лидерот на ДУИ Али Ахмети, 5,1% во председателот на СДСМ Венко Филипче, 5% во Димитар Апасиев од Левица, а 3,8% во Максим Димитриевски. А реагира од СДСМ, но и од ВМРО ДПМН. Од опозицијската партија велат, истражувањето објавено денеска воопшто не представува реално мерење на политичките расположенија, туку чист пропаганден потек на власта како резултат на драматичниот пад на довербата во владата, велат од СДСМ. Од ВМРО ДПМН пак возвратија. Какви анкети да прават, епилогот за СДСМ е ист. Апелираме да престанат да ја следат логиката на Заев, затоа што никој не им ги разбира веќе реакциите. И народот се чуди како е возможно вакви работи да објавуваат и ваква пропаст да се случи на таа партија, велат меѓу другото од ВМРО ДПМН. Владата на Соединетите држави нема да поддржува политики што поттикнуваат прецртување на границите по етнички линии во Западен Балкан. Ова е наведено во Законот за овластување за национална одбрана на САД. Во него посебно внимание се посветува на потребата од евроатлантска интеграција на регионот. За ова повеќе од прилогот на Ивана Стојановска. Зависноста на земјите од Западен Балкан од руските горива и гасот, но и корупцијата се главни пречки за евроинтеграцијата. Се наведува во Законот за национална одбрана на САД, подражан од Американскиот конгрес, кој треба да го потпише и председателот Трамп.
Во делот од обемниот документ посветен на Западен Балкан се наведува и дека САД нема да поддржува политики што поттикнуваат територијални размени, поделба или други форми на прецртување на границите по етнички линии во Западен Балкан, како и дека ќе се спротивстават на злонамерните политики на Кина и Русија во регионот. Официјален Вашингтон воедно ја потврдува поддршката за евроатлантската интеграција, демократскиот развој и економската стабилност на земјите од регионот. Растот на влијанието на Кина во Западен Балкан може да има штетно влијание и врз стратешката конкуренција, демократијата и економската интеграција со Европа. САД и земјите од регионот делат заеднички интерес за промовирање на стабилен и одржлив економски раст и развој. Вашингтон ќе продолжи да ги поддржува плуралистичките демократии на Западен Балкан за да спречи враќање на етничките тензии што историски го одбележуваат регионот, се наведува во документот. Предлог законот предвидува и можност за санкции против поединци и политики што го загрозуваат мирот, безбедноста или територијалниот интегритет на која било земја во регионот, а акцент е ставен и на корупцијата, која, како што е наведено, продолжува да биде една од најсериозните пречки за економскиот и политичкиот развој на регионот. Председателот на САД може да воведе санкции најдосна 90 дена по стапувањето во сила на овој закон против секое странско лице за кое ќе се утврди дека се вклучило или се обидело да се вклучи во корупција поврзана со Западен Балкан. Ова вклучува корупција извршена од или во име на влада на Западен Балкан, како и од сегашен или поранешен јавен службеник во регионот. Се наведува во делот посветен на Западен Балкан. Длабока загриженост во документот се изразува за состојбата на демократијата во Србија по последните изборни процеси, како и за потребата од напредок во спроведувањето на договорот меѓу Белград и Приштина. Законот ја нагласува и важноста од продолжување на мисијата на ЕУФОР во Босна и Херцеговина. Вредноста на синдикалната минимална кошница што ја пресметува за декември годинава е за 319 денари зголемена во однос на минималната кошница за минатиот месец. Според пресметките со изнаемен стан од 60 метри квадратни за декември, минималната кошница изнесува над 80.000 денари. Јорданчо Цветановски за ова. На едно семејство со 4 члена му биле потребни близу 1100 евра за да го помине декември. Покажуваат пресметките на ССМ, според кои минималната кошничка за еден месец се зголемила за 319 денари. Најголем скок на трошоците има кај храната и пијалоците, каде просечно по домакинство за овој месец се трошеле по 23.648 денари, а голем дел од финансиите се трошиле и за сметки и образование. Токму во делот на цените кај храната и пијалоците, дел од граѓаните велат дека забележале најголемо зголемување на цените, особено во пресрет на новогодишните и божикните празници. Тие сметаат дека е потребно зголемување на минималната плата, со цел, како што велат, барем малку да им се олесни животот. Како поминувате крај со крај? Па никако, како знаете самите. На кои производи најмногу скратувате, вие лично? Па на све, на храна, за све е поскапено, не е нешто поевтино. Со ова минималната плата никако, брат. Значи, стандардот повеќе се качени цените него ти платите. Млечните работи се покачени, стандард, месото. Покрај синдикатите, инаку и од владата од почетокот на идната година, најавија дека ќе прават пресметка на просечената потрошувачка кошничка, која ќе биде за најмалку 4 члено семејство. На оваа тема ќе се разговара на економско-социјалниот совет кој е закажан на 22 декември. Потрошувачката кошничка во временска разлика од една година за месец декември се зголемила за речиси 3000 денари. Па така лани овој период, синдикалната кошничка во земјава изнесувала 62.861 денар. По пресконференцијата на СДСМ одлуката за именување на Маја Кадиевска Војновиќ во управниот одбор на Алта банка е ставена надвор од сила, велат од опозицијската партија. До пред 3 дена член на управниот одбор на банката од Битола била Маја Кадиевска Војновиќ, поранешна членка на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски. Само 5 дена по пресконференцијата на СДСМ од банката соопштуваат дека одлуката за нејзино именување е ставена вон сила. Дали ова не е класичен обид да се сокријат врските и трагите кои водат до ДПМН и Мицкоски?
Со злоупотреба на службена положба преку местење на тендери вредни 8 милиони евра, кадри на СДСМ и ДУИ се збогатиле за 2 милиони евра, обвинуваат од владеачката ВМРО ДПМН. Едната фирма од Куманово била пријавена со непотполна документација и со понудена повисока цена од другата фирма од Скопје, која требала да го добие тендерот. Скопската фирма понудила речиси идентичен износ со проценетата вредност на јавната набавка, иако таа вредност не била објавена во огласот. Со овој чекор, власта на СДС и ДУИ овозможила на правно лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист од речиси 8 милиони евра. Родителите на починатите во пожарот во Пулс денеска на 34-тиот марш за ангелите во Кочани побараа проширување на истрагата, утврдување на индивидуална одговорност и јавно образложение зошто одредени лица досега не се опфатени со постапка. Исто така тие испратија порака до новиот државен јавен обвинител да се преиспита целокупниот предмет од самиот почеток, од денот на трагедијата, како што рекоа, за да се утврди кој знаел, кој дозволил, кој премолчал и кој не постапил. Протестниот марш вообичаено започна од паркот на Револуцијата преку трговскиот центар и управата за јавни приходи кон полициската станица и судот. Нашите деца не загинаа поради несреќа. Тие загинаа поради системски пропусти, негрижа, корупција и бегање од одговорност. И токму затоа овој марш ќе продолжи се додека правдата не биде целосна, а вистината именувана. Овој марш не е само марш на тишината. Ово е тишина што вреска. Вреска по вистината, вреска по правдата, вреска по одговорност. Нашата болка не поминува со време, но уште поболно од загубата е сознанието дека правдата доцни. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение против Сашко Јанчев, пратеник од партијата Левица, за кривично дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Обвинението се однесува на тешката сообраќајна незгода што се случи на 14 септември по полнок во скопското село Марино, во која животот го загуби 16-годишниот Матеј Димовски, а неговата 13-годишна сопатничка беше тешко повредена. Осомничениот непрописно свртал со возилото без претходно да се увери дека маневрот може да го изврши, без да ги загрози другите учесници во сообраќајот, велат од обвинителството. Во тој момент по возилото удрил мотоцикл без регистарски ознаки и без вградени светлосни уреди, со кој управувал починатиот 16-годишник. Според официјалните наводи, мотоциклистот немал возачка дозвола, а ниту тој, ниту неговата сопатничка не носеле заштитни кациги. Како последица на тешките повреди здобиени во сообраќајната незгода, малолетниот возач на мотоциклот починал, додека девојчето кое било сопатник се здобило со тешки телесни повреди, велат од обвинителството. Во чест на загинатите припадници на армијата во конфликтот во 2001 година и на загинатите припадници на полицијата во Кумановските настани во 2015 година, во спортската сала Борис Трајковски беше отворен 25-тиот меморијален турнир во мал фудбал кој што го организира Сдруженијето Херои на Македонија 2001-2015. Нивната жртва не е апстрактна. Таа има име, семејство и приказна. Таа е дел од нашата сегашност и од единината што ќе ја градиме. Благодарение на нивната служба, денеска зборуваме за безбедност, стабилност и држава што продолжува напред. Токму затоа, ваквите настани се важни. Нивната жртва не е само дел од историјата. Таа е вградена длабоко во темелите на македонската државност. Тоа е жртва која не обврзува, жртва која не учи дека слободата, безбедноста и мирот не се дадени, туку вредности кои се бранат со храброст, со чест и со највисока лична цена. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.